Добар ден, почитувани мои гледачи, пријатели на мојот YouTube канал Мозаик. Денеска сакам нешто, ќе почнеме со нешто што е многу актуелно во светот, па да видиме дали и кај нас. Меѓутоа, пред да почнеме да ја најавам темата за понатамошните емисии, сакам на мојот YouTube канал да дадам почит и за големата трагедија кон загинатите во Кочани, со едноминутно молчење. Нека почиваат во мир, големо сочувство до сите семејства. Огромна трагедија ни се случи, многу млади животи отидоа, многу семејства зацрнија. Тоа не може да се врати ништо назад, за среќа треба да се спречи. Меѓутоа, свесни сме дека секојдневно можеме да прочитаме дека деца ни умираат по болници, деца ни умираат по улици, деца ни умираат еве по дискотеки. Значи, и народот е гневен, меѓутоа, еве да видиме до кога. Еве едно прашање, кој е крив во даденава ситуација? Јас не сакам да разглабам на темава, од почит према семејствата и починатите. Гледам таму многу почнуваат анализи да се прават, веќе е доцна за све. Значи да продолжиме со темата понатаму. Една од најактуелните теми во светот, па можеме да речеме нешто и кај нас, меѓутоа ќе направиме разлика од западните земји, европските земји, западот, истокот и каде е Македонија тука, е менаџирање со човечките ресурси. Значи, наука која што според листите е една од 5 најплатени професии во светот. Зошто? Затоа што самата наука, менеджмент на човечки ресурси, опфаќа многу науки во себе. Значи, опфаќа дел од техничките науки, опфаќа дел од психолошките науки, од психологијата, опфаќа дел од социологијата, од социолошки аспект и така натаму. Значи, многу актуелна тема, менеджмент на човечки ресурси, која што се занимава со поединецот, односно со вработениот во една работна организација. Сакам да бидам пократок денеска, само да ги најавам темите на кои што ќе разговараме. Ќе разговараме за регрутација и доделување на работа на вработените, нели? Освен регрутација ќе ги офатиме процесите на селекција, интервјуа и така натаму. Па ќе опфатиме
евалуација на вработените и исплата од соодветни надокнади, права и безбедност на вработените во една организација, ќе опфатиме исплата на надокнади, ќе опфатиме управување со работните односи и колективно договарање, значи како се формираат синдикати, какви права имаат вработените према синдикатите и синдикатите према вработените. Заштита при работа, нели, во самата работна околина, управување со човечките ресурси во глобалните опкружувања и така натаму. Значи, ќе обработуваме една широка тема за менеджментот од човечки ресурси. Ќе ги опфатиме деловите од самиот почеток, нели, што е задачата на менеджерот на човечки ресурси, до крајот, до спроведување на сите акции кои што треба да ги презема менеджерот на човечки ресурси, за да има подобра ефикасност и ефективност во самата работа, а нормално и добар квалитет и квантитет. За тие работи, за да го постигнеме тоа во една институција или во една компанија, значи треба тесно да бидеме поврзани со самите работни процеси, да ги знаеме добро работните процеси, а исто така треба да се позанимаваме со вештините, способностите и знаењата на самите вработени. Како најдобро да ги искористиме тие вештини и знаења на вработените, за да бидат што поефективни и поефикасни. Ќе опфатиме и примери во секојдневието, како се аплицира, нели, како за работно место, како да избереме каде да аплицираме на кое работно место, како се составува, нели, CV, дали тоа треба да биде различно за секое работно место или треба да биде едно стандардно CV. Јас имам поинакво мислење, меѓутоа ќе поразговараме за тоа во другите емисии. Некои менеджери на човечки ресурси тврдат дека CV-то треба да биде прилагодено на работното место каде што аплицирам, меѓутоа доколку аплицирате на некое работно место каде што е нешто сосема ново, нова индустрија, со нови работи се среќавате, не можете да прилагодувате вие CV ако сте работеле сосема нешто за тоа што сте да речеме за тоа што сте вие учеле и во пракса сте го применувале и сега сакате нешто да харикирате, да направите некако CV-то само за да додете до работа. Значи ќе видиме, ќе разговараме и на таа тема, дали правилно се поставуваат огласите и како се поставува оглас за вработување, дали се поставени правилно во Македонија, како се поставени во светот, и така натаму. Значи ќе имаме една голема тема, голем диапазон на тема на разговор, за кој што еве интересно ќе биде да разговараме. Ќе ги посветиме емисиите понатаму на оваа тема, можеби 6-7 емисии, колку ќе биде потребно, зависи еве и од вашата заинтересираност. Доколку ги гледате, сте заинтересирани, коментирајте, и ќе имаме примери во пракса. Слободно коментирајте, давајте предлози и се гледаме во наредната емисија. Чао, чао, се гледаме за брзо време.